се случува да ја признаат високата школа основ на да добиете надокнада финансиска. Меѓутоа, обврските и одговорностите, да речеме, не ве следуваат по ниту еден основ. И сега имате сестри со 20-30 години работно искуство, средна стручна спрема, на кој што им бегате по 6 до 7.000 денара, ќе објаснам вака малку по детално, им бегате со личниот доход, а условно све исто работите заедно и предизвикувате, значи, едно нетрпение, една неколегијалност. Од друга страна, нерегулираноста на професијата ве носи во состојба да еве сега во Демир Хисар, да речеме во здравниот зон, по новата систематизација во болницата во Демир Хисар, раководните места на медицинските сестри се укинати со новата систематизација. Тоа значи дека на сестрите тој коефициент од 0,12 до 0,16 за раководење, кој што во денаска противвредност им е некаде од 1500 денара на месечно ниво, им е укинато. Не постои со систематизацијата. Тргнати се сестрите од тие раководни позиции. А зошто? Кој ги укинува, со кои причини? Па значи новата систематизација на болницата така ги уредила, така ги систематизирала, болницата. Така ги систематизирала местата и сега тие не престануваат да си ги вршат работните обврски, тие и понатака ги имаат истите одговорности што ги работеле. Меѓутоа разликата е во тоа што нели финансиската награда која што ја добиваат по основ на коефициентот на колективниот договор им е исклучена и тоа е едно огромно незадоволство. Они пишуваа многу пати се жалеат до здруженијето и затоа јас и вака јавно го говорам нивниот проблем. Потоа ги имате сестрите со високо образование во одредени здравствени институции каде што не им е дозволено да дежурат и да одат во смена. Објаснувањето е дека го оптеретуваат буџетот на болницата бидејќи со висока стручна спрема коефициентот на плаќање против вредноста на дежурството е малку поголема во однос на сестрите со средна стручна спрема. Мислам ова ние како здружение во нашите контакти со сите земји каде што контактираме и сите кои што имаат уредено регулирање на професијата, нити некогаш сме го некаде слушнале, нити некаде на друго место се случува. Значи ова е за нас многу голем парадокс. Од друга страна, сестрите со средна стручна спрема ги оптеретувате постојано да одат на дежурства и да одат во сменска работа континуирано, а со тоа веќе да речеме голем број од нив се со над 20, над 25 години работно искуство. Да не сега ова е да речеме за терциерното и секундарното здравство каде што го имате стационарот, каде што се лежичките болни, па каде што нели треба да биде организирана работата во смени и во дежурства. Од друга страна, па Законот за здравствена заштита ги ограничил медицинските сестри и ако работат во дежурства да не можат да бидат платени по основ на дежурство, затоа што таму има еден член кој што не опишува само за работа во сменска работа. Ние, имајќи ги во предвид сите овие работи кои што треба да се надополнат и изменат во Законот за здравствена заштита, сакајќи да го донесеме Законот за регулирање на професијата, како Унија, како здруженија кои што сме здружени во Унијата, понудивме многу пати решенија и го понудивме и законот и скелетот на законот, каде што нормално, нели, со сите служби од Министерството за здравство би учествувале во една координација, во работа, во групи за да го истиот донесеме. Да, знам дека имавте и средби со 34 до 35 члена се добро, што треба да не уредат. Кој е одговорот од страна на надлежните здравствените власти? Зошто досега тоа не е реализирано, ова барање со години наназад? Проблемот е во тоа што немаме никаков одговор. Значи немаме никаков одговор, нити пак нешто по однос на тоа, нали, нормално се случува. Ние како Унија, како здружение се чувствуваме компетентни да го подигаме гласа затоа што имаме огромно членство, преку 5 здруженија сме над 5000 членство и во моментот сме единствените каде што медицинските сестри на некој начин наоѓаат простор и место да се пожелат и да побарат било каква заштита, а ние немаме никаква правна компетенција затоа што ја немаме комората која што исто така законот ја уредува. Вие знаете дека сите имаат можност за лиценцирање, само ние како професија, значи го немаме уредено тој момент. Го немаме регистрот кој што ќе не преброи, каде што ќе не предвиди во здравствените, во образовниот процес колку треба да се произведеме, како треба да се произведеме. Ние имаме големи проблеми со тоа што имаме голем број на сестри во концесионерството, тоа се сестрите кои што се во приватните, кои што нити по Законот за здравствена заштита може да бидат регулирани во собствената професија, нити пак колективните договори ги регулираат и никој никогаш не се запрашах што сега со нив еве и во оваа пандемија. Матичните доктори се ударени, медицинските сестри се со нив. Дали некогаш они беа ставени на листата да бидат наградени? На што се они изложени? Колку од нив се испоразболеа? Тоа само во здруженијето и во Унијата можете да го добиете како податок, бидејќи они се наше членство. Нити Законот за здравствена заштита, нити колективниот договор ги штити. А друго е сето оно основното за кое што зборуваме ние за нив дека се они три во едно и функционираат по некои правилници во
ординациите и на добра волја на нивните матични лекари, каде што, кога ќе кажам 3 во 1, се и администратори, хигиеничари и медицински сестри. И никој не знае по каков основ им се регулирани годишни одмори, слободни денови, така понатака. Ние сакаме да имате една рамка на уредување законска и они. Сакаме една спрега со Сдруженијето на матичните доктори и концесионерите, каде што заеднички ќе се уреди една рамка и они сите по еден исти основ нели ќе бидат ангажирани. А веќе во јавно здравствениот, во примерното и секундарното и терцијарното, каде што ни се сестрите, каде што нормално само со 2 члена 3 не опишал Законот за здравствена заштита, нормално да имате незадоволство, каде што ниту имате регулирано образование во професијата, нити можете во здравствените институции да се препознаете, се школувате, се учите и во 2, 3 циклус на студии, не ве препознаваат здравствените институции, не ви ги признаваат школите, ниски се коефициентите, зборуваме сега дека коефициентот за заразен додаток е многу низок, зборувам дека сестрите во ковид центрите мора да имаат дуплиран заразен додаток. Ние многу пати зборувавме за тоа, многу пати го баравме ова. Мора, значи, да им се дадат можности на тие луѓе да имат многу подобри услови. Навистина е многу тешка работата во ковид центрите за сите овие луѓе со целокупната таа заштитна опрема која што ја носат на себе. И во ковид амбулантите, и во триежните центри, и во ковид центрите каде што се внатре со пациентите. Мислам дека многу пати и ги слушнавме и кажа, и многу пати ја видовме нивната физиономија како изгледа после нивните смени. Мислам дека човечки е, барем ако ништо друго, да не бидат водени во статус договорна дело. Мислам дека е крајно, како да кажам, понижувачки веќе за професијата, така ќе се изразам, да вие работите за некој минимум од 12.000 денара во здравствени институции, во ковид центрите внатре, а да немате здравствено и пензиско осигурување. Не смееме да си дозволиме да имаме такво нешто. За колкава бројка станува збор, Гордана? Имате ли бројка? Па знаете како, пред да бидат конкурсите во Кумановската болница и овие што ги спомнав другите здравствени институции каде што се решија, беше многу голема бројката. Сега имаме сега ние 2 категории на такви медицински сестри по институциите кои што имаат нерегулиран статус. Едната категорија се од проектот од минатата година од ноември кој што го обелодени министерот и кој што не е во спрега и не е во исти сооднос со овие кои што се ангажирани договорна дело, и тие се сосема друга класификација и по друг основ и по друг правилник се во болниците ангажирани. Беа ангажирани како за надополнување во примарното здравство, да ги надополнат медицинските сестри, и тие се сега по некој правилник врз основа на проектот платени по друга основа и немаат здравствено осигурување. И барајќи го ние овој момент за продолжување и да се решат статусите на сестрите со здравствено со договорна дело, тие добија продолжување на договорите. До кога тоа ќе се движи и како ќе се движи, не знам. И бараат истите, и тие исто се обраќаат во Сдруженијето кај нас, и они бараат Сдруженијето да ги застапува, меѓутоа веќе тоа е некој проект кој што го води Министерството за здравство, кој што на жалост Унијата и Сдруженијето секогаш е поодминато малку во тие ангажмани на тие проекти, и на нас не е многу жал, бидејќи се чувствуваме компетентни со бројноста која што имаме и со нудењето на решењата на проблемите и со сето оноа кое што професионално го носиме за сето ова време наназад. Знаете дека Унијата и Сдруженијето никогаш не ги компрометираше, напротив, секогаш ја целокупната ситуација ја носеше во една промоција, здравствено воспитување на населението и помага цело време во целокупната ова ситуација, и заслужуваме да бидеме слушнати, заслужуваме да бидеме дел од Комисијата за заразни болести, а не сме, заслужуваме да имаме представник во Министерството за здравство. Ние пред се треба да имаме сектор во Министерството за здравство како сектор за сестринство, кој што ќе ги сублимира сите информации, ќе ги централизира од целокупната територија и комплетно, значи ќе му помага на Министерството во носењето на одредени одлуки. Ние ништо друго не нудиме сем решение на нашите проблеми. Кога би се регулирала нашата професија, нашето образование, кога би ја добиле ние комората, нема да биде лесно, нема да биде едноставно и не може да биде преку ноќ, од некаде мора да почнеме. Меѓутоа, лека по лека ќе ја ставиме професијата во едно добро регулирање. Пазите, голем број на земји каде што се произведуваат недоволно школувани и со курсеви школувани здравствени работници, им пропаднаат целокупни здравствени системи. И ние не смееме да си го дозволиме тоа. Ние имаме во моментот ситуација во која што медицинските сестри не само што ја напуштаат државата, ја напуштаат професијата. Значи сега заради неможност да излезат од границите, едноставно си ја напуштаат професијата и не одат и не се ангажират никаде да работат, меѓутоа не сакат повеќе да работат. Значи незадоволството, изложеноста, нерегулираностите на професијата и така понатака ве носат во една ситуација да се чувствувате многу недостоинствено.
Да, дури и за време на пандемијата имаше па тоа е нажалост еден бран на одлив на медицински сестри од јавното, тие заминаа во приватното здравство. На што се должи сето ова? Како да се промени? Дали овие сите состојби придонесуваат за тоа? Понекогаш ќе кажете не е се во финансиите, понекогаш се чувствувате недостоинствено на работното место, не сте изрегулирани по ниту еден основ, не ви признава школата. И морам да бидам отворена и децидна дека политизирањето во сестринската професија е еден голем апсурд кој што ни се случува во последно време. На кој начин се политизира? Како може оваа професија да се политизира? Не може главните и оделенските сестри врз основа на партиски ангажмани да бидат поставувани. Медицинските сестри на одговорните позиции имаат опис и попис на работното место во кое што треба да ја унапредуваат професијата и треба да ги штитат медицинските сестри околу себе си. Зборувам за тоа дека институциите ги прават професионалци. Јас ја почитувам секоја желба и секоја насоченост и секоја идеологија, се меѓутоа во професионализмот постои, не сме да биде критериум партиската апсолутно, и не може вие сега главни одговорни медицински сестри кои што нема доволно искуство, кои што недоволно ги познаваат работите и кои што раководат со искусни медицински сестри околу себе си и сеат еден немир, мобинг, нарушени меѓучовечки односи, Меѓутоа тука не се само меѓучовечките односи, тука пред се поставува и прашањето како тоа влијае на третманот на пациентите, бидејќи тие работат со пациенти. Знаете како, ние во нашата професија како професионалци сме должни према сопствената униформа, јас тоа многу пати така го кажувам, да настапуваме зависно, независно, меѓузависно со пациентите, до небо имаме обврска према нашата униформа. Многу е достоинствено да ја носите сестринската униформа. Тоа е една племенита професија во која што, како да кажам, тоа ви е живот, не е само професија, тоа ви е живот. Вие сте 24 медицинска сестра, здравствено воспитувате 24, посебно во овие состојби сега на ковид. Сепак сме луѓе кои што се одликуваме со една точност, со еден професионалност и така понатака. И сега вакви некои ситуации кога ќе ви се наметнат во целокупниот тој професионализам, навистина на крајот страда пациентот. Јас ова го зборувам од тој аспект, бидејќи нашите основни цели се подигање на здравјето, спречување на болестите и унапредување на здравјето на пациентите и на населението. Ние како Унија, како здружение потпишавме договор со сите здруженија на пациенти. И сме 24 часа и вон сите наши редовни службени обврски за нив, во нивните календарски активности секаде сме вклучени. Таа е нашата цел, таа е нашата професија. И сега одеднаш, кога во целокупниот професионализам вие ќе добиете ваква ситуација во која што нема да дојде до израз професионалното, искуството, образованието и така понатака, нормално дека ствара тоа кај луѓето еден, како да кажам, еден немир, ствара едно незадоволство, посебно во овие вакви ситуации сега кога сме во ковид пандемијата, кога треба сите да бидеме сплотени, треба да бидеме колегијални, треба да бидеме едни према други свртени. Така да сметам дека не заслужуваме како професија и не смее тоа да се случува. Ние како Унија, како здружение апелираме и секогаш кажуваме да бидеме сите свртени на професионалното. Имаме еден беч кој што зборува и дава една многу голема убава порака во нашата професија и на него испишано лого со јас сум сестра, ти си сестра, ние сме сестри, ние сме колеги. И со тој беч сакаме секогаш кога се движиме низ институциите да се сплотуваме едни со други, да си помагаме. И многу ги поздравуваме сега овие ротации врз основа на кои колегите од сите здравствени домови ширум државата доаѓаат во ковид центрите во Скопје и помагаат. Ама на жалост сите се жалат во здружението и во Унијата. Може да замислите, поминуваат со месеци одвоен живот од семејствата во ковид центрите, доаѓаат, работат и платени се врз основа на оној личен доход со кој што доаѓаат од здравствените институции, немаат ништо дополнително, имаат одвоен живот кој што им е регулиран со некој посебен правилник, а сега сите се жалат дека не можат со месеци да си ги добијат средствата за одвоениот живот. Еве го случајот со сестрите од Здравствен дом Делчево. Минатата недела реагираа во здружението. Уште во лавиринтите на администрацијата им се заглавени некои решенија со кои што не можат да се ги повратат средствата кои што ги потрошиле, ги вложиле самите додека работеле во ковид центрите. Тоа не смееме да си го дозволиме. Тоа се крати стимулацијата на луѓето за да доаѓаат во ковид центрите да помагаат. Ние дај Боже да излеземе од ова, меѓутоа ова ќе трае. Тука само да појасниме, говориме за медицинските сестри од внатрешноста кои што доаѓаат во скопските ковид центри на испомош на нивните колеги. За нив зборуваме така, и затоа многу пати од нив се пожалија и се жалеа на личните доходи. Многу од нив се случи да се вратат назад во здравствените институции да ги добијат личните доходи пониски од оние што ги земаат нормалните во институциите пред да дошле во ковид центрите. Мора да постојат
посебни рамки врз основа на кои ќе бидат стимулирани за таа работа. Значи, затоа кажувам дека многу е потребна спрегата на Унијата и на Сдруженијето и со Министерството за здравство, па и со Министерството за образование по однос на нашите образование. Вие слушате редовно едно незадоволство кај сестрите за оние сестри кои што се дошколуваат вонредно. Ние многу пати како Унија и како Сдружение реагиравме за сето ова, изборувавме и кажувавме дека нашата професија не е професија која што може на таков начин да се учи, да се школува. Значи, ние кога, ако ги земете во предвид условите врз основа на кои продолжувате во средното медицинско училиште, значи мора да имате некој успех па да одите во средно медицинско и така. Сега, ако е уставно право на секој да се школува вонредно, а тоа уредено е така, значи ако веќе имате право така вонредно да се школувате, ние бараме да има норми тоа школување, да се има значи и временски норми, да има нормално ниво на образовни програми, на клиничка пракса, и во тој случај, значи, и на сите тие кои што завршуваат ќе им биде многу полесно да фатат приклучок во здравствените институции, а и незадоволството од другата страна нема да бидат такви какви што се. А ние сега се соочуваме со преквалификации внатре во болниците, значи имаме преквалификација на хигиеничари и на болничари во медицински сестри, кои што многу полесно си се преквалификуваат, а ги имате од друга страна сестрите договор на дело кои што се внатре и не може да бидат во редовен работен однос вработени како сестри со средна стручна или со високо. А од друга страна пак сите конкурси се распишуваат со средна стручна спрема. И на тие конкурси ви се конкурентни овие сестри што ви завршуваат вонредно. А сестрите кои што завршуваат на високите школи, а немаат средно медицинско, не може да конкурираат на конкурсите. И тие се во агенцијата за вработување тие кои што ја качуваат бројката на невработените сестри. Да, токму тоа се и причините, веројатно, што ќе речем условно кажано ги бркаат медицинските сестри на Дорозинева. Како не? Пред короната имаше голем одлив на овој кадар. И ќе имаме и после короната, на жалост. Тоа сакав да ве прашам, дали после короната ќе може да очекуваме повторно да продолжи овој тренд на одлив на медицинските сестри? Што покажа пандемијата во делот на медицинските сестри оваа професија? Нашите информации зборуваат дека нашите колешки одат во соседна Србија и го полагаат испитот од Б ниво за да заминат во европски земји. Голем број, ќе речам, не се сложува голем број со спорадични, меѓутоа спорадично полека, значи и сега имаме одливи, заминуваат и се сноѓаат. Дај Боже да заврши пандемијата, меѓутоа за нашата професија мислам дека сите упразнети места во земјите ќе биде очекувано да бидат потполнети од нашите сестри, бидејќи голем број од нашите сестри се спремаат да си заминат, сега се спречени заради неотвореноста на границите. Меѓутоа, ние имавме минатата недела имавме во Унијата и во Сдруженијето изнудена промена на правилникот за потврди на медицинските сестри кои што заминуваат во странство, бидејќи е многу голем бројот кој што се обраќа во Сдруженијето и побарува потврда дека се членови во Сдруженијето. И тоа е бројката, имате бројка? Па, знаете како, мислам, до сега некаде околу 40 во текот на изминатиот период имаме информација дека се полека одлеани заминати. Голем број од јавното здравство замина во приватното, меѓутоа многу голем број си отидоа од професијата, тоа што ви го кажав пред малку, значи се откажа од професијата и не сакат повеќе да работат како медицински сестри и не побараа место работно ниту во приватното, ниту било каде. Меѓутоа факт е дека голем број од овие кои што се сега договорно дело, доколку не бидат вработени и доколку останат и понатака под вакви статуси, после една добра едукација која што ја поминуваат сега во болниците, сите тие врз основа на возраста нивна која што имат ќе си заминат и ќе не напуштат. Мислам дека ќе се соочиме со многу голем проблем, многу голем дефицит. Ние искочивме со стандардни бројки на дефицитот на медицинските сестри во Македонија и покрај тоа што немаме официјални бројки, меѓутоа се водиме врз основа на стандардот за број на жители, колку медицински сестри треба да имаме и според тој стандард, според таа бројка каде што треба да бидеме на 350 сме ние во моментот, треба да бидеме од 700 на 100.000 жители, недостасуваме 50% во старт. Гордана, јас се надавам дека сите овие проблеми ќе се решат со оглед на тоа што токму и за време на пандемијата се виде дека токму медицинските сестри се една од клучните, ако не и клучната алка во здравствениот систем. Има уште многу што да се зборува, но за жал тука некаде дојдовме до крајот на емисијата.
Јас ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам јас на вас во име на целокупното сестринство, во име на стоматолошките сестри, на акушерките, на сите кои што сме заедно сплотени во целата оваа ситуација. Уште еднаш ви се заблагодарувам што ни го подигате гласот. Искрено се надевам дека бидејќи ги нудиме решенијата, дека ќе имаме слухи, дека ќе добиеме место и простор. Искрено се надевам на тој сектор за сестринство во Министерството за здравство. Се надевам на тој закон за регулирање на професијата и да почнеме од некаде, значи од ова дна како што народски да се изразам, да се помрднеме како професија. Инаку на жалост многу ќе ни страда населението и ќе ни страдат многу пациентите. На жалост. Ви благодарам уште еднаш многу за гостувањето. Тоа беше Гордана Бешлиовска од Унијата на медицински сестри, техничари и акушерки.